Во ова издание. Оспорениот председател на Венецуела Мадуро и натаму е на власт. Неизвестноста продолжува. Новинарите мора да бидат дел од борбата против лажните вести, порака од водечки американски медиуми. За Гласот на Америка императив е слободата на печатот, интервју со директорката Аманда Бенет по повод Светскиот ден на слободата на медиумите. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Тајвански милиардер сака да стане председател на Тајван. Поддршка побара и од Трамп. Белата куќа ја минимизира дипломатската и политичката чувствителност, велики дека председателот Трамп и основачот на компанијата Foxconn, Тери Гоу, не разговарале за поддршката на председателската кампања на тајванскиот милиардер. Николас Мадуро останува на власт во Венецуела по неуспехот на опозицијскиот лидер Хуан Гуаидо да поттикне масовно воено дезертирање. А македонската влада уверува дека ќе ја продолжи политиката на, како што вели, немешање во работата на медиумите. Мене ми причинува огромно задоволство што сите извештаи говорат дека овој ден денеска во Република Северна Македонија го одбележуваме во атмосфера на ослободени медиуми од било какво влијание, политичко, економско или било какво друго влијание. Меѓутоа, она што е клучно е дека ние како представници на владата мораме и денеска ве уверуваме, оваа влада никогаш нема да се меша во работата на медиумите. Тоа што го постигнавме во овој период и во делот на транспарентноста и во делот на подобрување на условите за функционирање на медиумите и слободата на говорот е аргумент кој што значително ми користи и мене и на владата пред Европската унија и пред земите членки во смисла на прикажување на резултати и успеси. А како во медиумите во САД гледаат на состојбата со лажните вести во Северна Македонија? Милена Ѓоргиевска разговараше со новинар на CNN и со универзитетски експерти. Правилно одберете ја темата. Проверете ги фактите, бидете етични, фер, искрени, бидете коректив на власта. Ова е суштината на новинарството и таа не е променета и покрај ширењето лажни вести и злоупотреба на социјалните медиуми, вели Брайан Стелтер, новинар на CNN и водител на емисијата Веродостојни извори. Социјалните медиуми отворија врати, но исто така мора да бидеме внимателни во што се впуштаме. Во многу ситуации социјалните платформи се користат за ширење дезинформации или така наречени лажни вести. Овој термин е измислен, се користи луѓето да бидат доведени во заблуда. Стелтер вели дека моќта на лажните вести е особено изразена во држави како Северна Македонија, каде постои цензура и контрола на медиумите. Тука новинарите мора да се вклучат во борбата против лагите, вели тој, да објавуваат точни и веродостојни информации, што ќе им помогне на луѓето да ја слушнат вистината. We can all be part of the problem or part of the solution. Сите можеме да бидеме дел од проблемот или од решението. Затоа мора да бидеме внимателни кога споделуваме нешто на интернет. Ако споделуваме вести за кои не знаеме дали се точни или не, тогаш стануваме дел од проблемот. Тоа е реалноста кога користиме социјални медиуми. Стелтер вели дека лажните вести се дизајнирани да подгреваат тензии и ги повика граѓаните да не паѓаат во замка. Затоа е потребна едукација на јавноста и медиумско образование во училиште, вели Барбара Кокран од Школата за новинарство во Мисури. Таа била во Северна Македонија во 2016 година, кога Велес стана познат во јавноста како фабрика за лажни вести. Мислам дека тоа е голем предизвик. Кога бевме во државата, видов поделеност на медиумите по партиска линија, што е отежнува борбата против лажните вести. Ако медиумите се наклонуваат кон една или друга страна, тешко е да се добие довербата на публиката. Енджи Дробник Холан, уредничка во Политифакт, веб страница која прави проверка на американските вести, вели дека лажните вести ги има во секоја држава и оти граѓаните мора да бараат докази. Секоја држава е потенцијална жртва. Сепак државите кои имаат силен и независен печат најдобро се справуваат во борбата против лажните информации. Таа вели дека македонските граѓани мора да најдат медиуми на кои им веруваат, каде има новинари и уредувачки тим кои ги пишуваат вестите. Порача да се проверува кој е автор на текстот и дали фотографијата или видеото има подпис.
Овие работи, заклучија сите, и натаму се стандард за вистинско новинарство. Како гласот на Америка се штити од влијанието на официјални лица од американската влада? На ова и други актуелни прашања руската редакција направи интервју со директорката Аманда Бенет. Директорката на Гласот на Америка Аманда Бенет по повод 3 мај светскиот ден на слободата на печатот се осврна на независноста на глобалниот мултимедијален медиум од било какви влијани од извршната власт во САД за содржината на информации. Our mission, as you said, is to produce uncensored, accurate, fact-based journalism. Нашата мисија е да произведеме нецензурирано, базирано на факти, точно и проверено новинарство. Имаме силни закони кои што не одвојуваат од владата, кои што не штитат од влијание од висши официјални лица. Во Гласот на Америка сите го знаеме тоа. Запрашена за улогата на лажните вести во денешното новинарство и како конзументите на информации да се справат со овој тренд, вели: I don't really like the term fake news because Не ми се допаѓа терминот лажни вести. Нешто е лажно, значи не е вест. Ние во Гласот на Америка имаме доверба во веродостојноста на информациите. И над 65% од испитаниците гледаат на нас како проверен извор на информации. Веројатно сме на исто ниво со BBC. Зошто е важно да се прикаже приказната за Америка до поширокиот аудиториум во светот, една од главните заложби на директорката? telling America's story isn't just telling the story of our foreign policy and our government. Да се раскаже приказната за Америка не е само да се информира за надворешната политика на владата. Сите приказни не се наоѓаат само во Вашингтон, ги има и во другите делови од САД. Слушателите, гледачите, читателите сакаат да знаат за технологијата во САД, за развојот на Силиконската долина, за образовниот систем, за музичките и бизнис трендови. Сето тоа е дел од Америка. Таа додава, во светот и натаму има земји каде е опасно да си новинар, но за моќта на новинарството вели. We say to our people in these various dangerous countries, look, the story is important, but nothing is more important than your life. На нашите репортери ширум светот им кажуваме дека секоја приказна е важна, но ништо не е поважно од вашиот живот. Новинарите преземаат голем ризик при извршување на нивните обврски. За една од незините заложби како прв човек на Гласот на Америка констатира: VOA is really about press freedom. За Гласот на Америка императив е слободата на печатот. Само 13% луѓе живеат во земји каде владее целосна слобода на медиумите. Во Гласот на Америка има новинари кои самите биле жртви при извршување на нивните обврски. Ние во Гласот на Америка ја знаеме вистинската вредност на слободата на медиумите и затоа треба да му ја кажеме на светот. Press freedom than us. We have people from all over the world, people who were Телевизија Спектра од Лабуништа е единствената во Северна Македонија која работи во рурална средина. Како овој медиум обстојува повеќе од 2 децении? Од прилогот на Мики Трајковски. Единствената телевизија во рурална средина во Северна Македонија се наоѓа во струшкото село Лабуништа. Во некогашната општина денес живеат околу 9000 граѓани, но телевизијата покрива пошироко подрачје во регионот на Струга и Струшко. Формирана е пред 24 години, во 1995-та, откако претходно започнува со работа Радио Спектра, која денес не постои. Главниот и одговорен уредник и воедно директор на медиумот Демишка Римановски вели дека е тешко да се обстои во ваква средина, но и желбата и ентузијазмот за работа се посилни од се. Со текот на времето имаше успони и падови во работата. Имаше време кога во телевизија Спектра беа вработени и до 12 луѓе. Во моментот телевизијата има 5 мина вработени на различни позиции. Емитуваат 18 часовна програма, а покрај информативен дел кој се емитува од специјално студио за таа намена, имаат и забавни, документарни и филмски содржини. Јас веќе 10 години сум во телевизија Спектра. Работам технологијата што беше претходно, значи пред 10 години беше многу покомплицирана, потешка за работа. Но плановите на телевизијата не се само да се бори за опстанок. Од ова што досега го постигнавме, ние секако дека не сме задоволни. Се трудиме, имаме желба уште долго да работиме. Од Лабуништа за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатен викенд.
Thank you.